Добре дојдовте, драги наши слушателки. Го слушате подкастот Жени со надеж. Јас сум Сандра. Во оваа епизода продолжуваме да зборуваме за различните облици на зависности, затоа што сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Одиме тема по тема заедно со вас, со цел да се едуцираме и информираме за различните видови на зависности. Секако, секоја тема, како и досега, ќе усогласиме со Светото писмо, за да разбереме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни и важни, скапоцени и возлюбени во Божјите очи. Тука ги споделуваме и нашите радости, и нашите солзи, предизвици и успеси. Затоа останете со нас. Драги слушателки, здраво и од мене. Веќе неколку недели зборуваме за зависностите, како и за некои видови на дроги. А во следните епизоди ќе зборуваме не само за дроги, туку и за други супстанции кои можат да предизвикаат зависност. Затоа продолжете да не следите, бидејќи следуваат многу поучни и интересни теми. Така е, Нена. А денес ќе зборуваме за она што во моментов е најпопуларно меѓу младите. И не само меѓу младите, а тоа се кокаинот и амфетамините, односно спидот. За почеток ќе им ја објасниме на нашите слушателки разликата меѓу нив, затоа што е голема, а верувајте, многу млади луѓе не знаат да ја препознаат. Верувам дека по клубовите ова е сигурно една од најчесто консумираните дроги. И без разлика каква музика се слуша, кокаинот некако најмногу се поврзува со журки. Се чини дека тоа веќе е дел од една посебна субкултура. А верувам дека во повеќето клубови се користи во големи количини. Да, така е. Но за кокаин треба да имаш малку повеќе пари, што не е случај со спидот, кој е исклучително ефтин. Па да почнеме од почеток и да ја посакаме добре дојде на Моника, која ќе ни објасни за ова малку повеќе. Како и секој пат, ќе почнеме со деталниот опис на овие видови дроги, за нашите слушателки да бидат добро информирани. Добре дојде, Моника. Здраво и од мене. Кога станува збор за амфетамините или со уличното име спид, тоа е стимуланс кој го забрзува нормалното функционирање на организмот и ја зголемува будноста. На пазарот најчесто се продава како амфетамин сулфат во форма на бел или жолтеникав прав. Дејството трае 6 до 8 часа, но силата и должината зависат од дозата и чистотата. Спидот ве држи будни, брзи, активни, го намалува апетитот, го забрзува срцевиот ритам, го зголемува крвниот притисок и го забрзува дишењето. Ја зголемува телесната температура и вниманието, а поради тоа се чувствувате самоуверено и среќно. Токму поради таквите ефекти, корисниците многу брзо развиваат силна психичка зависност. Најчесто се вшмркува, вовлекува во носот, но во последно време се почесто се конзумира и преку игла. Кога ќе попушти ефектот на хај, чувството, корисникот чувствува умор, раздразливост, немир и депресија. Тоа е логично, затоа што спидот ги троши сите природни резерви кои не држат будни: адреналин, серотонин, допамин. Бидејќи оваа дрога, што се користи на журки во клубови каде се танцува и се останува буден цела ноќ, нормално е човек да е уморен и гладен поради исцрпеност и недостаток на храна. Амфетаминот само ја одложува потребата за сон и храна, но не ја отстранува. Затоа е важно ефектите да се пребродат во трезвена состојба, а не со нова доза, што за жал најчесто се случува. Долготрајната употреба доведува до зависност. Големи дози или континуирано користење во неколку дена може да предизвикаат напади на паника, халуцинации, параноја, делузии, па дури и амфетаминска психоза. Симптомите може да траат многу долго. Ако не престанат, неопходна е стручна помош. Спидот може да ги оштети бубрезите, црниот дроб, белите дробови и мозокот. Кај жените може да доведе до нарушување на менструалниот циклус поради губење на тежина. Циклусите стануваат нередовни или целосно исчезнуваат. Многу е важно, кај девојки кои користат спид и истовремено земаат орални контрацептиви, спидот го неутрализира дејството на таблетите
Така можат да останат бремени, мислејќи дека се заштитени. Потоа се јавуваат пореметувања во спиењето, потешкоти во комуникацијата, што води до проблеми во домот, на работа, на факултет и слично. Конзументот на спид станува целосно незаинтересиран за се, ги губи пријателите и се изолира. Дали е можно да се предозираш со спид? Можно е. И предозирањето може да доведе до смртен исход. Значи за предозирање се тресење, конфузност, гадење, мачнина и висок крвен притисок. Како и кај екстазите, постои ризик од топлотен удар и тоа уште побрз отколку кај екстазите. Може да дојде и до откажување на бубрезите, срцев и мозочен удар. Кои луѓе најчесто користат спид? Како и со другите дроги, најчесто младите кои сакаат да експериментираат. Но последниве години се појавија уште една група, жени и мажи во средни години, особено самохрани мајки. Ова е навистина изненадувачко. Да, имав многу клиентки на возраст од 35 до 45 години кои во младоста пробале трева или екстази. Навидум, ништо страшно. Потоа завршиле факултет, се вработиле, се омажиле, родиле деца и престанале со конзумирање на трева и екстази. Но, дојде момент кога се соочија со непријатни животни ситуации. Тежок развод, финансиски проблеми, останување сами со децата. За да преживеат, мораа да работат по 2-3 работи и едноставно не можеа да го издржат темпото. Со оглед на тоа што веќе пробале стимуланси во младоста, тие повторно се вратија на старите навики. Почнаа да земаат спид за да имаат сила и енергија за да го издржат денот. Постојат и многу амбициозни студенти кои имаат огромни обврски заради количината на материјал што треба да го совладаат, почнуваат да земаат спид за да учат подобро. Овде не зборуваме за типични наркомани, туку за нормални луѓе со нормални животни приказни кои за жал завршуваат трагично. Тоа е навистина страшно. Ајде сега малку да зборуваме за кокаинот. Кокаинот е силен стимуланс кој се добива со хемиска обработка на листовите од грмушката еритроксилон кока, која потекнува од Јужна Америка. Во најчист облик е бел прав, но на патот до корисниците се меша со разни штетни супстанции, сода бикарбона, лактоза, други лекови, за да се зголеми масата. Кокаинот има горчлив вкус и анестетичко дејство, го умртвува носот и грлото. Во повеќето од 50% од примероците во светот во него се пронаоѓа левамизол, лек за цревни паразити кај животните. Неговите насакани дејства се болки во мускули, главоболка, треска, несоница, вртоглавица, конвулзии, а може да предизвика и агранулоцитоза, заболување кое води кон намален број на бели крвни зрнца и е опасно по животот. Кокаинот го зголемува нивото на норадреналин, серотонин и допамин, супстанции заслужни за чувството на среќа, самодоверба, возбуда и енергија. Тоа е причината поради која луѓето го користат. Оваа дрога има краткотрајно дејство, 30 до 90 минути, а понекогаш и до 4 часа, и има брз почеток на дејство, 30 до 45 секунди. Корисниците чувствуваат зголемена самодоверба, поголема концентрација, психичка и физичка енергија, еуфорија, забрзано срце и висок крвен притисок, губење на апетит, а понекогаш и стегање на вилицата, стеснување на крвните садови, губење на самоконтролата, зголемено либидо, но проблеми со ерекцијата и на крај постојаната потреба за нова доза. Кокаинот е една од најштетните дроги поради тешките телесни оштетувања и брзото создавање на зависност. Редовната употреба предизвикува оштетување на срцевиот мускул, бидејќи е токсичен за срцето. Срцевиот мускул постепено ја губи својата еластичност и веќе не може правилно да се собира, поради што може да дојде до срцев застој. Овие оштетувања се неповратни. Покрај тоа, редовната конзумација на кокаин предизвикува оштетување на носната слузница, создава исклучително силна психичка зависност и значително ја зголемува можноста за развој на депресија
или други психички пореметувања како анксиозност, обсесивно, компулсивно нарушување, психоза и други. Други здравствени ризици поврзани со употреба на кокаинот се срцев удар, мозочен удар и топлотен удар. Кокаинот најчесто се вшмркува во влекува со носот, но може и да се инјектира или пуши, што уште побрзо води до зависност. Најчесто се продава како белкав прав со различна чистота, па точното дозирање е невозможно. Кажи ни сега, те молам, кои се најчестите консументи на кокаин кај нас? Веќе споменавме дека конзумирањето кокаин е скапа зависност, а неговото дејство кратко трае, па така што на оној што сака да го користи му треба да зема многу и често. Затоа воглавно го конзумираат луѓе кои имаат многу пари. Понекогаш не станува збор само за луѓе што се занимаваат со криминал, туку и за високо образовани лица како доктори, политичари, адвокати и така натаму. Просечен тинејџер од мало не може често да се дозволи кокаин, па затоа тие често користат спид. Кокаинот повеќе го користат возрастни лица и многу често, како што веќе споменавме, луѓе што се занимаваат со разни криминални активности. Од девојките жените, тоа најчесто се студентки кои поради кокаинот често пати завршуваат во проституција. Со конзумацијата на кокаин често во комбинација оди скапа облека, автомобил, клубови, а сето тоа за една студентка е невозможна мисија. Статистиките и истражувањата упатуваат дека токму поради тоа меѓу младите девојки, а особено во студентските домови, има многу проституција. Моника, што би навела ти како уште една голема опасност при користење на овие супстанци? Она што денес е навистина видливо е дека имаме хиперпродукција на дроги. Тоа значи огромна достапност на дроги на европскиот пазар. Претежно се работи за кокаин, кој пред 10 години не беше толку доминантен, но во последните 3-4, односно 5 години стана масовно достапен. Истото важи и за амфетамините и екстазите, кои во најголем дел се произведуваат во Европа. Исто така треба да се напомене дека интравенската употреба на дроги е поврзана со сериозни здравствени проблеми, како заразни болести, предозирање и смртни случаи. Иако интравенската употреба на хероин опаѓа, расте загриженоста околу интравенската употреба на други супстанции, фентамини, кокаин, синтетички катини, опијати, се повеќе нови дроги и разни лекарства. Спомнуваш и појава на нови дроги? Да, се уште се појавуваат опасни нови психоактивни супстанции, сега се катиноните, се во фокусот на вниманието. Новите психоактивни супстанции продолжуваат да се појавуваат во Европа секоја недела. Колку за пример, во 2021 година 52 нови дроги биле пријавени за прв пат преку системот за рано предупредување, со што вкупниот број на следни психоактивни супстанции пораснал на 880. Во 2021 година прв пат биле пријавени 6 нови синтетички опиоиди, 6 синтетички катини и 15 нови синтетички канабиноиди. Исто така, помеѓу 2020 и 2021 година, со анализа на отпадните води во некои градови откриено зголемено користење на кокаин, крек, амфетамини, метамфетамин. Пораката на овој извештај може да се сумира во 3 збора: секаде, се, сите. Веќе постоечките дроги никогаш не биле толку достапни, а паралелно со тоа постојано се појавуваат нови, уште посилни супстанции. Драги слушателки, во денешната епизода зборуваме за зависноста од кокаин и генерално за стимулансите што луѓето ги користат, или за да го олеснат притисокот од секојдневниот живот, или едноставно поради хедонизам. Секако таквиот однос кон животот никогаш не бил добар рецепт, ниту порано, ниту денес. Во оваа епизода ќе поминеме низ неколку библиски стихови што зборуваат за злото од таквиот живот и ќе ги слушнеме опаствата за благословен живот. Се разбира, во Светото писмо не се споменуваат овие други супстанции за кои размислуваме,
но сепак во него имаме важни мудрости кои ќе ни помогнат да се заштитиме од истите и да исполнуваме Божјата волја, која е добра за нас. Пред да погледнеме неколку стихови од Светото писмо, сакам да размислиме за зборот хедонизам. Називот поттекнува од грчкиот збор хедоне, што значи уживање. Хедонизмот е филозофска школа од античка Грција, чиј основач бил Аристип, од Кирена, кој живеел во 4 век пред новата ера. Слично на епикуреизмот и хедонизмот учи дека смислата на животот е во уживањето, дека треба да се живее од ден за ден и да се ужива во секој момент. Според хедонистите, оној што така весело му пристапува на животот, ќе биде ослободен од многу животни проблеми и незадоволства. Луѓето многу често, и со право, се скептични кога ќе се постави прашањето за смислата на животот, затоа што понудените одговори многу често се истрошени, патетични, недоречени и празни. Токму затоа го избрав мудриот Соломон, израелскиот цар, кој, како што ќе чуеме, е многу компетентна личност да не поучи за оваа тема. Соломон бил цар на Израел, син на царот Давид, добро познат по својата молитва кон Бога. Кога Бог го прашал што сака, Соломон побарал мудрост. Изгледа дека бил човек кој давал значење на вистинските вредности и не бил површен. Ја барал смислата на животот, барал нешто повеќе, посакувал полнота на животот. На тој свој пат стекнал 3 работи. Прво, знаење и мудрост, второ, материјално богатство и трето, многу можности за уживање. Соломон навистина се обидел да се најде себе си и смислата на животот, во интелектуализмот, во материјализам и во хедонизам, но не успел. Колку и да напредувал, кога стигнал на самиот врв, сватил дека од таму има само еден правец, надолу. Во неговата последна книга, во Проповедник 1, од 1 до 2, Соломон вели: Зборови на проповедникот, син Давидов, цар израелски. Суета над суетите, вели проповедникот, суета над суетите. Се е суета. Израелскиот цар, мудриот Соломон, бил еден од најбогатите луѓе дотогаш. Токму тоа огромно материјално богатство му возможило да го искуси сето она што животот може да му го понуди на човекот. Тој самиот го опишува хедонистичкиот парадокс вака. Проповедник 2 од 8 до 10. Нас собрав сребро и злато, и скапоценности од цареви и области. Си доведов пејачи и пејачки и тоа што ги насладува синовите човечки многу жени. И така станав јас поголем и побогат од сите, што беа пред мене во Ерусалим, а и мудроста моја остана со мене. Што и да посака очите мои, не им откажував, не му забранував на срцето свое никаква веселба, бидејќи срцето мое се радуваше со сите мои трудови. И тоа ми беше награда за сите мои трудови. Иако имал политичка, воена, економска, интелектуална и материјална моќ, Соломоновиот живот останал празен. По разочарувањето во интелектуализмот и материјализмот, се свртел кон хедонизмот, кон уживањето. Си реков во срцето свое: ајде ке те испитам во веселба, уживај во наслади. Но ет, и тоа беше суета. Проповедник 2.1. Хедонизмот се обидува да ја намали болката, а да го зголеми чувството на уживање. Зарем тоа не е нашето секојдневие, драги слушателки? Денес се повеќе се трудиме да не страдаме, не да е Боже да страдаме, туку само да уживаме. Социјалните мрежи се преполни со инспиративни говорници кои ни учат како да бидеме успешни и среќни. Според писмото, тоа е знак дека живееме во последните времиња. Да прочитаме што пишува апостол Павле во 2 Тимотеј 3 од 1 до 5. Но ова знај го, во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе станат себељубиви, сребролюбиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недобролюбци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластолюбиви отколку боголюбиви, на изглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. И од нив бегај. Павле тврди дека егоизмот, материјализмот и хедонизмот ќе бидат светоглед на последните времиња, обвиени со религиозност, но без вистинска вера.
Луѓето ќе го задржат надворешниот облик на побожност, но ќе одрекуваат незината сила и затоа, иако религиозни, ќе бараат смислата и полнотата во материјалното и во уживањето. Зарем тоа не е парадокс? Сакаме, земаме и бараме се повеќе и повеќе, а чувствуваме дека имаме се помалку и помалку. Затоа Соломон вели дека на крајот на хедонистичкото патување води само кон празнина. Она што денешното секуларно општество го сака е да го одвои човекот од вечноста и од Бога, да ја направи таа вистина нереална и непожелна. Соломон вели дека имал се освен време. Времето му истакувало. Во својата последна книга, книгата Проповедник, тој го сумира својот живот и остава заклучок за идните генерации, за да не го бараат животот таму каде што го нема. Во книгата Проповедник Соломон го користи изразот под сонцето, дури 29 пати, додека изразот под небото само еднаш. Со оваа спротивставеност тој сака да покаже разлика помеѓу два начина на живење. Живот под сонцето, или живот во кој поединецот не е свесен за Божјото присуство во секојдневието и следствено не се води според Божјите зборови. И живот под небото, или живот со вечна перспектива во кој човек живее свесен дека Бог е дарител на времето и оној кој не повикува во вечноста. Соломон учи дека животот под сонцето, односно животот одвоен од Бог, неизбежно завршува во празнина и разочараност. Од тука неговиот познат заклучок. Суета над суетите, се е суета. Но животот под небото, или живот во Божјата близина, има сосема друга тежина. Човекот го признава времето како Божји дар и ја прима вистината дека за верните најдоброто допрва доаѓа, а за неверните најтешкото допрва доаѓа. Соломон го завршува своето дело со јасен заклучок. А суштината на се е: имај страф од Бога и пази ги неговите заповеди, зашто тоа му е сета должност на човекот. Зашто Бог ќе ја изведе на суд секоја работа и што е тајно, било да е добро или лошо. Проповедник 12 од 13 до 14. Кога човек живее под сонцето, тогаш знаењето, имотот, позицијата или уживањето немаат вистинска смисла и траат кратко. Но кога живее под небото, тогаш и знаењето, и имотот, и идентитетот, и радоста добиваат длабока и вечна смисла. На крај дозволете ми да поставам едно лично прашање. Како живеете вие, драги слушателки? Под сонцето или под небото? Дали се плашите што ќе се случи доколку целосно му се предадете на Бог? Сакам само да ве потсетам дека Бог е добар и неговата волја за вашите животи е добра и совршена. Тој е на ваша страна и ви го посакува најдоброто. Драги наши слушателки, дојдовме до крајот на денешната епизода. Ве молиме, доколку некој од вас го има овој проблем, не се двоумете. Побарајте помош за себе или за некој во вашата близина. Доколку вие или некој кој го знаете има проблем со овие зависности и ви е потребна помош, пишете ни и ќе сториме се што можеме за да ве пренасочиме кон соодветни институции кои ќе ви помогнат во вашата борба. Исто така, можете да ни пишете доколку имате какви било прашања или сугестии. Придружете ни се и во следната епизода на програмата Жени со надеж. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.